Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Наш и ваш гостин во ово издание е председателот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски. Вашата главна политичка мантра овие денови и недели се вика предвремени избори, и тоа сега и веднаш. Колку е политички примерно во услови на влада која што туку доби потврда, мнозинска потврда во парламентот да барате предвремени избори? Кога велиме предвремени избори, се сложувам со вас, но не вториот дел. Сега и веднаш, јас сум апсолутно свесен дека тоа сега и веднаш не значи денеска или утре дека ќе имаме предвремени парламентарни избори, но мораме да почнеме да размислуваме за тоа. Да размислуваме да предложиме еден концепт кој што цениме дека ако навистина дел од партиите во парламентот се искрени, би можело да го прифатат. Од друга страна, мислам дека граѓаните ќе го поздрават, а тоа е намалување на бројот на пратеници, бидејќи можеби 120 е преголем број, да биде, да речеме, 90 како словеничкиот модел и една изборна единица. Реклами па интервјуто со Мицкоски. Ако не следите од почетокот, знаете дека вечерва гостин во студиото на 360 степени е лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Господин Мицкоски, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер и благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи. Се надевам ќе имаме интересни 45 минути разговор. Вашата главна политичка мантра овие денови и недели се вика предвремени избори, и тоа сега и веднаш. Колку е политички примерно во услови на влада која што туку доби потврда, мнозинска потврда во парламентот да барате предвремени избори? Па, сега, ја малку, ако ми дозволите, ќе бидам поекстензивен. Кога велиме предвремени избори, се сложувам со вас, но не вториот дел. Сега и веднаш, јас сум апсолутно свесен дека тоа сега и веднаш не значи денеска или утре дека ќе имаме предвремени парламентарни избори, но мораме да почнеме да размислуваме за тоа, затоа што состојбата во држава не е добра. Кога велам не е добра, тука пред се мислам на граѓаните кои што во огромно мнозинство на сите мерења на јавното мислење, би рекол двотретинско мнозинство, вела дека државата се движи во погрешен правец, а се движи во погрешен правец затоа што владава не ја бива и вели владата мора да се замени. Многумина ми велат соговорници зошто брзате, дел и оваа теза вие што ја кажавте сега велат, па чекај, дај бар 100 дена да видиме, добија во парламент и така натаму и така натаму. Но тука се поставува едно суштинско прашање кој што одговорот го има во нашата комуникација со граѓаните на улица. Ќе појдете, ќе направите настан, ќе разговарате со многумина и велат ви дадовме поддршка, ајде што чекате, турнете ги вие, идеме на избори и да направиме влада. И тука се обидувам да им објаснам луѓе, тоа се локални избори, прв, втор круг, да, ви благодарам на поддршката, ќе дадеме се од себе да ја оправдаме таа поддршка, можеби ќе треба некој месец да се остави простор. Но морам да признам дека не секогаш и не секој може тоа да го разбере. И сега велат некои соговорници кога разговараме на оваа тема, сега ви е комот на позицијата, рейтингот ваш расте и на партијата и вашиот личен и така натаму, зошто брзате, не ги бива, ќе се доудава тој и така натаму и така натаму. Но дали е тоа одговорно ако ние седиме на страна и немо ги наблюдуваме работите и чекаме да овие се доудават? Отприлика таа е главната теза. Јас не мислам дека тоа е одговорно и мислам дека сега кога навистина има многу предизвици и за државата и за граѓаните, треба ВМРО ДПМН како напати во минатото да покаже одговорност и одговорно да се однесува државнички. И затоа бараме предвремени парламентарни избори. Сега ова значи дека напуштате таа теза дека, да речем, Ковачевски нема легитимитет. Тоа беше една теза која што... Таа теза се останува, нема легитимитет. Јас не можам да се разубедам поинаку. Не напуштам дека нема легитимитет, бидејќи едноставно тоа вие сега што го кажавте, дека ја добила поддршката во парламентот од 62 пратеника, знаеме во нашиот парламент поддршка како се добива и кои се методите, и тоа изминативе неколку години јавноста беше сведок и нема да го коментирам тоа. Господин Мицкоски, на крајот на денот на избори гласаме за пратеници. Нив им го поверуваме, им го пренесуваме нашиот граѓански суверенитет.
Таму е легитимитетот и кога ќе се соберат на една страна најмалку 61 има влада и вие тоа добро го знаете. Точно и тоа е лошото што не можеме да ги отповикуваме тие пратеници откако ќе видиме дека лошо работат за интересите на граѓаните, таков е впрочем и уставот. Има пратеници кои што преку ноќ менуваат свое мислење од едно во друго и се случува да Ама не е само кај нас така, и во други демократии е така, слагам. нели 4 години е мандатот обично, таму каде што има председателски системи може да е дури 5 години, но главно мандатот на пратениците е 4 години. Тоа е мандат во кој што мнозинство во парламентот може да решава каква влада ќе има. се злагаме со вас, не ви спорам дека е тоа така. Тоа е така, да, мандатот е 4 години, он е редовниот. Но тезата е дека до сега гледаме дека не оди работава како што очекуваа граѓаните, гледаме дека нема напредок на ниту еден план. Сите оние ветувања врз основа на кои тие добија довербата уште пред 4,5 години не се исполнети. Ја навистина не знам по што би останала оваа влада запаметена изминативе 4,5 години. Дали на некој начин заминувањето на Заев ја ресетираше ситуацијата, па сега оваа нова влада има шанса да покаже дали нешто од ова за што вие зборувате дека не чинело може да биде поправено во следниот период? Не, тоа беше обидот да се ресетира ситуацијата, но мислам дека не само што не ја ресетираше, туку ја продлабочи. Тоа го гледаме во бројките, во мерењето на јавното мислење. Стигаат анкетиве што ги работиме партиски секој месец, една теренска, една телефонска и другиве кои што јавно се објавуваат, гледаме дека не само што не се ресетираше, туку дополнително се продлабочи практично проблемот. Може ли во тука општеството. неколку тези јас да нафрлам па да ги дискутираме? Да речеме, велите расте рейтингот на ВМРО ДПМН. Дали е поточно да кажеме дека паѓа рейтингот на СДСМ, а рейтингот на ВМРО ДПМН стагнира и стои на едно ниво веќе со месеци, ако не и со години? Тоа е ако филозофски ја гледаме тезата и сега ние можеме да спориме дали чашата е полупразна или полуполна. Не, ама дали расте е едно прашање. Ова за што вие зборувате е дали разликата се зголемува, се намалува и така натаму. А Не, дали јас- расте не е филозофско прашање. Јас можам и филозофски да ви дадам одговор, но можам и математички да ви кажам дека 7 е повеќе од 3 и е повеќе од 2 пати. Бидејќи пред изборите во октомври месец разликата беше негде околу 3 и нешто проценти и тоа се потврди на локалните избори и во првиот и во вториот круг, сега е 7. 7 е наистина солидна бројка. Не знам И сега- на која анкета се повикувате. Јас две имам од последниот период и двете да покажуваат ваша предност. Едната е на Ипсос, објавена на 2 јануари, вие ја брифиравте како партија. Правена е во декември и тоа е период кога СДСМ беше во падни стани ситуација. Таа покажа предност од околу 9% поени за ВМРО ДПМН. 21,5 на 12, така беа. 21 со 12,5. А јас тоа го реков или поинаку? Вие рековте 27,5 со 12. Се извинувам, 21 со 12,5. Пред една недела беше објавена анкета на ИПИС, таа е правена во јануари, веднаш по изборот на новата влада. Таму разликата во полза на ВМРО ДПМН е 4,6% поени. Треба ли да заклучиме дека само со чинот на избор на владата СДСМ успеал за двојно да ја намали предност? Кај Ипсос е 9, овде е 4,6. Да, ако ја гледаме како бројка ова вие сега што кажувате, и ако сега се обидеме да манипулираме со тие бројки, да, можеме тоа да го кажеме. Прво, неспоредливи се двете работи, затоа што едната е теренска методолошки, а другата е телефонска. Едната е стратифицирана за еден примерок, другата е стратифицирана за друг примерок и треба да го видиме трендот сега на анкетите, на овие теренските како е наназад неколку месеци и треба да го видиме трендот на оваа што е телефонската наназад неколку месеци. Ако го забележите трендот, ќе видите дека тој тренд и на теренската и на телефонската драматично расте во полза на ВМРО ДПМН, а опаѓа за жал во полза повторно 4,6% поени не е драматична разлика, ќе се согласите. Па 4,6% поени поискусните и од мене и од вас знаат дека за опозиција е сериозна предност во услови кога имаме ваква поделеност во општеството или кога тоа би го превеле на број на разлика во број на гласови, тоа би било некаде повеќе од 85.000 гласа, што е навистина сериозна бројка. Или да, се држиме до бројките што рековте ви од локалните избори, ако тогаш разликата беше некаде 55.000 на советничките листи, сега е за дополнителни
30.000 гласа зголемени. Дали рано ги правите овие анализи, дали сепак треба да почекате 3-6 месеци да видите оваа нова влада како ќе се постави, ќе има ли некакви резултати, тогаш да ги направите мерењата, па тогаш да зборуваме за трендови и тенденции, бидејќи сега помеѓу имаше многу ломови, да речеме, не знам. Најавена оставка од Заев, па си оди, па не си оди, па си оди, па си оди, па нова влада ќе има, ќе нема и така натаму. Ме разбирате што зборувам? 3 месеци нема да променат ништо. Васко, видите, повторно се враќаме сега на почетокот од нашава дискусија денешна во овој интервју. Ние можеме да седиме на страна, да си работиме тоа што си работиме, да го критикуваме тоа што не чини, да имаме комотна позиција и едноставно да видиме како ќе се одвиваат работите. Јас сум силно убеден дека овој капацитет на луѓе, и персонален, но и програмски, не може да направи ништо подобро од, според мене, најслабата влада во изминативе 30 години во Македонија, тоа е претходната влада. Може би ќе се сложите, може би не, може би дел од гледачите ќе се сложат, дел нема да се сложат, но тоа е моето мислење. И сега, ако јас сум убеден, не велам дека сум 100% во право, но истовремено, дали ние го имаме тоа време и тој комфорт да дадеме дополнителни 3 месеци, да дадеме дополнителни 4 месеци, да дадеме дополнителни 6 месеци. Дали го имаме тоа право како политичари, бидејќи ние издекуваме пред граѓаните и се декларираме дека сме одговорни и дека како луѓе сакаме да направиме нешто за оваа наша држава. Господине Мицковски, да речеме, претпоставам дека тука пред се мислите на ковид кризата, на енергетската криза, на кризата со топлинската енергија во Скопје и така натаму. Не е само тоа, Васко. Еве ќе ви дадам еден податок. Не, тезата моја би била оваа следна. Да речеме и вие лично и вашата партија најавуваше енормно зголемување на цената на струјата. Најавувавте можни рестрикции. Рестрикции нема. Цената на струјата не се зголеми драстично. Не знам, радиаторите на Скопјани се топли. На крај претпоставам дека тоа е она што примарно ќе ги интересира граѓаните. Добро, теза по теза, како што рековте. Цената на струјата во овие 4 години се зголеми за повеќе од 30%, при тоа се намали ДДВ-то за 13%. Тоа ДДВ оваа година, овој јуни, ќе треба да се врати на стапката од 10%. Ако тоа го споредуваме со цените во други држави? Па сакам да кажам, не е нешто уникатно само за нашата земја, нели? Не е така. Васко, сега ќе кажам, ако ми дозволите, еве да зборуваме со бројки, затоа што така ја почнавме емисијата. Ние денеска од буџетот издвојуваме за да ги покриеме загубите на поранешно елен денешно ЕСМ, овој кој што треба да произведува електрична енергија, и МЕПСО, кој што краде од соседните систем оператори, повеќе од 200-250 милиони евра, за да ја поминеме оваа зима. Не зборуваме за да ја поминеме целата година, зборуваме за да ја поминеме оваа зима. Тоа се мои ваши пари, кои што сме ги платиле во буџетот. Дали тие пари ние ќе ги платиме преку сметката која што е покачена за 40-36%, или ќе ја платиме преку даноците, на крајот од денот двете го покриваат неспособното однесување, односно лоповлукот кој што се случува во овие компании. Сега да дојдеме на бројки, зошто велев јас уште во април месец, се сеќавате, брифинг имавме, зборувавме, дека ни престои тежок период изминатата година и почетокот на оваа година. Затоа што гледавме дека производните капацитети кои што треба да произведуваат електрична енергија не се во потребната кондиција. Кога велиме не се во потребната кондиција, гледаме дека нема доволно откриен јаглен за производство на 3 блока во Битола, кој што е неопходен за кога ќе дојде грејната сезона за да може да работат. Гледаме дека нема нови копови во Осломеј, за да имаме јаглен за Осломеј да може наместо на мазут да работи на јаглен. Гледаме дека водата во хидроакумулациите се троши, кога ќе дојде да треба да произведува енергија терцијална за да го балансира системот, ќе нема. И денеска, еве, за вашата информација, за вашата емисија, негде околу 6-7% не е хидропотенцијал. Маврово речиси и тиквеш да не постојат. Ги испразнија целосно. Тоа е биолошки помор. Тамо добро еве како телевизија да појдете да ги снимите, да видите на што личат. Тоа личат на мочуришта, и едното и другото. Сега, не така одамна. Елен произведуваше 6,6-6,7 терават часови електрична енергија. Денеска добивам податоци дека 2021 е завршија со 2,8-2,9 терават часови. Ако на овие потенцијални, кога би било све во ред, кога би работеле како што треба, не криминално, се додадат и терават часовите кои што ги произведува ТЕТО, 1,2, 1,3, тогаш ние доаѓаме до вкупниот бруто конзум во државата 7,5 терават часови. Тогаш ние немавме да имаме потреба да увезуваме скапа енергија.
Ако работевме како што треба, ако копавме како што треба, ако имавме вода во хидроакумулациите, тогаш ние немаше потреба Евде влета сега тецне готино и се покрива оваа дупка за која не што се зборувате. покрива. Не е така. Васко. Не целосно, добро, Не. но еден сегмент се покрива. Не чини 170, 180, 200 мегавати. Да, колку е на светските берзи цената на струјата? Ама не е, колку е во Елем, во рек Битола, знаете? Колку е во хидроцентралите. Не го гледате вие колку е во... Еве, и на светските берзи цената на нафтата е, не знам, 2 евра за литар, карикирам, ама во Саудиска Арабија е 20 центи. Затоа што произведува. Или пак во Катар. Не го гледате тоа. Ако вие произведувате... Но знаете и вие знаете дека во рек некои околности се објективни таму. Не се објективни. Сега ќе ви кажам зошто не се објективни. Ако вие произведувавте, еве нека не се 6,5 терават часови. Нека се 5,5. Еве не мора да се 6,5, 5,5. Наместо да произведете 3. Тоа се 2,5 терават часови повеќе. Тоа се 2,5 милиони мегават часови. Помножено со 200 евра. Еве не мора да е повеќе. Толку е цената на берзите, помножено со 200 евра. Тоа е половина милиарда евра. Наместо ние да ја увеземе, а увезуваме по 300, ние ќе си ја произведевме по производна цена од 40, 45, 50 евра. И ќе не кошташе истата таа наместо пола милиарда, 100 милиона. 400 милиона нашите граѓани ќе заштедеа. Ете тоа е разликата. Да, ќе ве вратам на претходната тема. Рековте не сум наивен, не може избори да има утре, задутре, тогаш кога имате некаков таргет во кој што оваа ваша, јас ја нареков политичка мантра, сега би влодила со плот? Па, видите, ние сме сега во фаза на внатрешно реорганизирање на партијата. Во понеделник имаме централен комитет. Ќе излезам пред членовите на централниот комитет со новиот состав на извршниот комитет. Ќе имаме определени... Го проширувате, го подновувате? Да, ќе има проширување, ќе има и нови луѓе во извршниот, ќе има и некои кои што до сега биле, ќе биде некаде околу 28-9 луѓе. Ќе има проширување во делот на подпредседателите, од двајца ќе бидат четворица, така што ценам дека ќе има еден навистина сериозен државнички капацитет кој што ќе може да биде алтернатива заедно со тимот на стратешки соработници. Ќе откриете некој име вечерва? Па не би било сега културно. Не би било културно. Еве го прашањето беше кога предвремени избори. Откако ќе ги формираме, тоа беше идејата, теорията на партијата, ќе излеземе со јасен план. Инаку дефинитивно секој ден за нас е ден кога треба да правиме притисок. И затоа понудивме во парламентот еве измени во законот за влада, да бидам попрецизен, не во изборниот законник, бидејќи гледаме дека еден амбасадор баш се сеќавам на оние билатерални средби ми рече, вели, многу долго трае кава се изборниот процес. И си реков да не се комуницира ова некаде надвор од конвенционалниот начин на комуницирање, ајде да направиме една анализа. Што значи тоа многу долго трае, многу кратко трае. Велиме 100 дена техничка влада е долг период, што треба да направиме за да скратиме? Ајде да се придржуваме на уставнава категорија 45 до 60. Што треба тоа да се случи? Сега да нема техничка влада. Има неколку подпрашања. Прво, продолжувањето на векот, на рокот, на трењето на пржинската влада беше ваше директно барање на една средба со Заев во текот на 2018 година и фактот дека Заев ви се согласи, вие потоа можем слободно да кажем го изигравте околу референдумот, но Заеви го овозможи тоа и пржинската влада стана составен дел на нашето законодавство. 2020-та изборите се случија со неа. Зошто сега се откажувате од нешто што, да, може би тешко функционира, но на крај може би некаква брана од злупотребите на извршната власт во тој момент? Да бидеме прецизни, Заев се сложи, но тоа не беше условено со референдумот, бидејќи таму не се сложивме. Се договоривме дека не се слагаме. Предпоставувам, мислеше дека ќе во доброволи, дека ќе се договорите. Да, и не го прифати нашето барање, тоа беше сосема нешто друго, така што остана на тоа да имаме техничка влада. Зошто вие го баравте лично, тоа е прашањето, зошто сега се откажувате од тоа? И сега ќе потсетам на една наша дебата пред предвремените парламентарни избори, на една телевизија овдека, каде што и двајцата јавно кажавме дека се сложуваме после овие избори оваа техничка влада да биде минато. Јавно, и јас и Заев на таа дебата кажавме, мислам дека ако побарате по интернет ќе најдете сечоци од таа емисија. Потоа се сеќавам кога излегов од болница после ковид пандемијата, мислам дека беше март или април минатата година 2021, имавме јас и он на тетата средба во клубот на пратеници, се сеќавате тогаш. И тогаш и двајцата го реафирмиравме ставот дека техничката влада треба да замине во
во минатото. Така што има историја овој наш предлог, иако од СДСМ се принципиелни, гледам останатите не се противат, велат дека немаат никаков проблем останатите политички партии, тогаш ќе го поддржат овој предлог на ВМРО. Ако пробате малку да се абстрахирате и ова го наблюдувате од аспект на граѓанин, зошто да се откажуваме од механизам кој што се покажал полезен во кризни ситуации? Предпоставувам и го очекувате тоа прашање, тоа е една од тезите кои што денови се слушаат на јавна сцена. Значи ли тоа дека Мицкоски признава дека сега има услови за фери демократски избори за разлика од некогаш кога немало? Дали е тоа признание за актуелната влада? Мојата патеза е сосема спротивна, но се слагам со вас ако вие ја пренесувате перцепцијата од кај граѓаните, ние работиме за граѓаните. Тоа што треба да поработиме да ја промениме таа перцепција кај граѓаните. И еве во насока на тоа ќе биде и мојот одговор до вас. Не велам дека ќе се смени менталитетот на Спасовски, на останатите, дека ќе нема злоупотреба на полиција, дека ќе нема подкупи и така натаму и тие нивни структури по градовите кои што сеат страф, се закануваат, применуваат сила, делат пари и така натаму. Не велам дека тоа ќе се промени. Но велам дека разликата е толку голема во овој момент, барем според нашите анализи, што не е потребна дополнителна фрустрација за граѓаните. Ама не може тоа да биде мотив во, како се вели, во носењето на ваков тип на важни одлуки, господин Мицковски, затоа што вие сега се чувствувате силни, па ајде сега ќе се откажеме од ова. Не видете, ако утре вие ќе бидете премиер, зошто да бидеме сигурни дека вие ќе водите влада која што ќе овозможи фери демократски избори? Зошто да не остане механизмот брана и за воиднина? Не е нешто страшно. Васко, не ме дослушавте да завршам одговорот на претходното прашање, ќе дадам одговор и на второто прашање. Бидејќи рековме дека работиме за граѓаните, еве врз основа на таа наша анализа кога излеговме со овој предлог, велиме 100 дена можеби навистина предлог период да имаме нефункционална техничка влада која што не може да носи одлуки. Минатата техничка влада на изборите 2020 беше влада која што беше во една ворена состојба и практично ги користеше оние, би рекол, законски привилегии кои што ги дава ворената состојба за да може да ја замени улогата на парламентот. Немавме функционален парламент и носеше практично одлуки кои што потоа требаше да бидат и да имаат сила на закон. И тоа е една сосема поинаква состојба. Ако ние имаме 100 дена техничка влада која што е тотално нефункционална, која што има ограничен маневарски простор. Зборувам само 100 дена, бидејќи втората техничка влада, и една првата техничка влада од 15-тата, 16-тата, беа предвидени да траат 100 дена, па траја многу повеќе. И ако вие знаете дека за тие 100 дена таа влада практично ќе го укочи системот кој што и така не е лош и нефункционален и сега ваков како што е, тогаш како одговорен политичар логично е да излезете и да понудите решение кој што ќе го направи системот пофункционален. Затоа велам од 45 до 60 дена е уставно загарантиран период на влада со легитимитет, нека си носи одлуки. Ако не мислат дека треба да злоупотребуваат, нека злоупотребуваат. И сега да се вратам на ова второ прашање. Недоверба сигурно ќе има одредена група на граѓани кон мене, ако велите утре сум јас тој кој што ќе биде премиер. Не може просто мене сите да ме сакаат. И не може сите да имаат доверба во мене. Тоа е невозможно. Тоа ни во идеален свет го нема. Ке седнеме, ке разговараме. Ако видиме дека таа група на граѓани, кога јас утре ќе бидам премиер, има толку голема недоверба и бара повторно да се врати оваа техничка влада, ке седнеме, ке разговараме, ке вкрстиме аргументите. Доколку тие аргументи се толку солидни, немам проблем јас да прифатам повторно измени. Тука сакам да го споменам, еве веќе кога зборуваме околу тоа дали може денот да се познава по утрото, да речеме, еден од базичните принципи во демократија е принципот на поделба на држава и партија. Вас, еве, често ве гледаме на настани организирани од градоначалниците од ВМРО ДПМН, како присуствувате на свечености на отворање на, не знам, почеток на проекти и така натаму. Нели мислите дека го кршите овој принцип присуствувајќи на такви настани? Не мислам. Имаме тука различно мислење. Напротив, јас мислам дека треба да бидам таму, бидејќи јас сум излегувал заедно со тие сега веќе градоначалници и сум се обврзувал пред граѓаните. Сум давал определени ветувања. И нормално е дека како резултат на тие ветувања јас сакам да ја следам работата на секој од нив поединечно и да видам како се развиваат тие ветувања, дали се исполнет или не се. Сум
човек кој што сака да верува во тоа во кое што го кажува пред граѓаните и да го испорача тоа. Сочувствувам со потребите на граѓаните. Ги доживувам и ги преживувам. И мене сето тоа ме боли. Немате државна позиција, лидер сте на партија, градоначалниците си имаат функција, биле на избори, ги избрале и тие од името на граѓаните може да го прават тоа. Лидер на партија кој што излегувал и се обврзувал, граѓаните му поверувале, ја дале довербата за тие градоначалници и како лидер на партија сум поканет од тие градоначалници да присуствувам на такви настани. Конкретно и на средби со бизнис заедница и така натаму, бидејќи луѓето се жалат, луѓето имаат многу проблеми од претходно. И до ден денеска како се рекетирани, оценувани и така натаму и така натаму. И јавно кажувам до знаење дека никој веќе нема никого во оваа држава нити да оценува, нити да му се заканува, нити да рекетира. Политичарот треба да се занимава со политика и да испорачува за тоа што е биран од граѓаните. Бизнисменот нека си работи, а политичарот е тој кој што треба да биде негов сервис и да му биде услуга. Да му даде помош кога ќе му е потребна. Нормално во рамките на законот. Колку во калкулирањето избори кога, дали сега побрзо или можеби во редовниот термин, го калкулирате и перформансот на вашите градоначалници. Освоивте многу градоначалнички места, тоа е одговорност. Претпоставам ќе се сложите, нема сите да бидат најдобри, и тоа може во еден момент да се покаже како ваша слабост, да искористам една фраза на Зоран Заев како велеше, дали тоа може да биде сидрото што влече напред, како велеше тој за ВМРО ДПМН. Да ги проклатиме главите, направиме брейн дрейн. Шегата на страна. Сериозна е работа. Да, во право сте, Васко, кога велите дека може поединечен лош перформанс да влие врз перформансот на целата партија, и тука немам никаква дилема, но затоа е политиката. И затоа сме ние политичари. Еднаш победувате, еднаш губите, еднаш добивате, еднаш за жал сте поразени. Тогаш кога повеќе од народот мисли дека вие сте неуспешен, заминувате од политиката, кога повеќе минат од народот мислат дека вие сте успешен, добивате уште една шанса, продолжувате, одите напред. Не велам дека ќе нема влијание, се разбира, доколку некој од овие градоначалници е неуспешен секако во својата средина, ќе има повеќе негативно влијание отколку позитивно, но мислам дека сите овие луѓе се доволно свесни, зрели, доволно мотивирани да ова што сега ние го дискутираме го знаат и барем овие 2-3 месеци откако се таму прават се што е во нивна моќ да првиот впечаток биде навистина позитивен. Ги слушате и вие приговорите, да речеме, на адреса на градоначалничката на Скопје. Лично вие колку сте задоволени од нејзиниот првичен перформанс? Првичниот перформанс е сосема јас лично сум сосема задоволен, имајќи предвид информациите кои што јас ги знам, што за жал не ги знаат доволно граѓаните. И тука може би гледам определен минус, бидејќи состојбата која што беше таму затекната е навистина алармантна и катастрофална. Тоа е суштината. Кога тоа ќе го знае јавноста, кога тоа ќе се искомуницира со јавноста, тогаш и дел од овие критики кои што беа упатени кон градоначалничката Арсовска ќе беа немаше да бидат упатени, бидејќи луѓето ќе ја знае состојбата со која што Данела се зафати. И навистина е херојски добро да се зафати некој со една таква состојба да ја решава како што таа се зафати. Денеска можам да кажам според мојата перцепција од она кое што на нези е на располагање, бидејќи она не може да се размавне премногу со работа, она има две работи кои што сега може да ги направи, тоест три, да бидам попрецизен. Првата работа е да дозаврши нешто кое што е почнато нејзиниот претходник. За жал се што е почнато без да биде осмислено до самиот крај, односно со многу нерешени имотно-правни односи кои што она сега мора да ги решава при потрошен буџет во ноември 15 кога ја превзема улогата. Втората работа е да подобри хигиената, што мислам дека е видливо веќе во Скопје, се чиста депонии, веќе немате полни контейнери, веќе немате отпадоци кои што ги стрекавате по улиците како летар. И третата работа е да се подготвува за следната сезона, а тоа е да отпочне со проектирање на проекти и истата реализација на тие проекти да започне на пролет, кога од староримско па до денес се започнува градежната сезона, бидејќи така се условите, да април, мај да се започне. Да се подобри дисциплината во администрацијата, да се создаде тим, тоа е она кое што она го има
на располагање во изминативе, би рекол, 2,5 месеци. И јас сум задоволен од тоа што таа го направи. Може би требаше повеќе да искомуницираме во тоа што беше наследено, но мислам дека и тоа ќе се нема ни коригира. 100 дена, мислам дека е рано, треба да видиме, да оставиме. Да, има приговори, но ќе видиме. Зошто и каде завршувале тие пари, зошто проектите така се започнувале, што се случувало во јавните предпријатија, како се го штевали, еден имал привилегирано мнение, другите не. За владата користевте една фраза, мислам дека коректно ќе ве цитирам, владата на Дуи, администрирана од Ковачевски, вечерва не ја изговоривте, не знам зошто, дали е дел од... Ако ме прашувате, ќе ви кажам да, уште сум на тој став. И тука немам промена, не сте ме прашали. Ако е ова влада на Дуи, дали е тоа аргумент плюс или аргумент плюс контра вашите очекувања дека ќе има и треба да има предвремени избори, бидејќи прашањето би било зошто Дуи би брзал на предвремени избори? Последно, јас колку што знам, Дуи има 15 пратеника. За предвремени парламентарни избори да се распише треба 61. Така што... Не, зошто ја викате влада на Дуи? Затоа што де факто е влада на Дуи. Со 15 пратеници. Да, таква е владата. Моќта е таму распределена и начинот на кој што функционираат, ќе видите дека тоа се луѓето од Дуи. Сега ја би бил лицемерен ако кажам нешто поинаку. Васко, видете, имате неколку суштински теми кои што и вие ги загатнавте. Рековте, имаме економска и енергетска криза. Кој артикулира и рефлектира позиции во јавноста по овие две прашања? Крекшник Бектеши, Фатмир Бесими, така? И Фатмир Битики. Не го гледам него толку често, но затоа го гледам Крекшник Бектеши, Фатмир Бесими, едниот буџет, другиот тера економија. И тие ги рефлектираат позициите на владата во јавност за овие две суштински прашања. Потоа доаѓаме до проблема што го имаме со Бугарија. И се уште неотпочнатиот, целосно незаокружениот евроинтегративен процес. Кој ги рефлектира нашите позиции? Али Ахмети, понекогаш Артан Груби и најчесто Бујар Османи. Дали и единствено сега морам да признам, имаме милитантен пример на министер во одбрана кој што објави војна пред некој ден на... Ако се такви состојбите, зошто Дуи би брзал на избори, да оди во влада со ВМРО, која што ги изгубило овие позиции? Ама легитимно е да не сака Дуи да оди, кој што е легитимно ВМРО да бара предвремени избори. Не гледам тука што е нелегитимно. Моето следно прашање би било дали... Они имаат 15 пратеника, ние имаме 44. И сега тоа е 1:3 разлика. Ние имаме 50 општини, тие имаат 2-13, колку има? Дали ако изборите се во редовниот термин, што е една опција, вие 2,5 години истото ќе го зборувате, предвремени избори, предвремени избори? Видете, ние нема само да зборуваме, туку и ќе действуваме. Тоа е разликата од сегашното зборување и затоа велиме немојте луѓе, ја теравте државава епте на дното, дајте да не ги оптеретуваме граѓаните со нашиве политички би рекол тензии кои што во општеството ги имаме. Дајте, опаметете се, дајте да го ресетираме. Тоа би било вистинско ресетирање на системот, она што вие го поставивте како теза на почеток, само во партијата СДСМ, нас не треба ресетирање на Македонија. Кога ние би имале предвремени парламентарни избори во овој краток рок, кој што, ексклузивно, можеби за вашата емисија, размислуваме да предложиме еден концепт кој што цениме дека ако навистина делот партиите во парламентот се искрени, би можело да го прифатат. Од друга страна, мислам дека граѓаните ќе го поздрават, а тоа е намалување на бројот на пратеници, бидејќи можеби 120 е преголем број, да биде, да речеме, 90 како словенечкиот модел и една изборна единица. Подготвени сме... Што се аргументите за тоа? Уставна основа има. Нема уставна, треба да се промени. Не, уставна... Од 120 до 140 е сега уставот, треба да се интервенира тука, да се намали на 90, цениме дека можеби овој гломазен систем ваков како што е од 120 пратеника е преголем, премногу делува фрустрирачки за граѓаните, преголеми се трошоците, преголема и е акумулираната моќ. Да го намалиме сето тоа на 90, ќе го намалиме бројот на привилегирани пратеници, една изборна единица, не имаше неколку политички парламентарни партии. Подготвени сме и оваа дебата да ја отвориме во јавност. Интересно, претпоставам дека ќе се дебатира деновиве околу едната изборна единица. Колку сте искрен кога велите дека сте подготвен да разговарате со тоа? Првото што сакам да ве прашам во таа смисла е затоа што доскоро инсистиравте или се залагавте за мнозински изборен модел.
што е сосема различно од ова сега. Мнозински изборен модел ние се залагавме и гледаме дека немаме поддршка кај другите политички партии. Дали се исплашени, дали имаат некои други аргументи, нема. И сега ние треба да сме као политичари креативни, да работиме за доброто на граѓаните и да нудиме решенија кои што ќе бидат за граѓаните, така. И сега ако некој вели дека една изборна единица е една изборна единица и дека мнозинството граѓани сакаат една изборна единица, ние рековме подготвени сме да разговараме. Ајде да го ставиме тоа на маса. Имаме предлог во парламентот. Еве уште еден предлог сега јас кажам во вашата емисија, да го намалиме бројот на пратеници, ако може на европска Словенија да има 90, многу побогата и многу помоќна од Македонија, зашто Македонија да го има тој луксус да има 120? Ајде да имаме 90 пратеници во парламентот. Ајде да збориме за една изборна Второто единица. прашање околу едната изборна единица е прашањето за прагот. Најголем дел од партиите кои што ја туркаат ова идеја за промена на изборниот модел се за една изборна единица без изборен праг или како велат тие со природен изборен праг. За јавноста да знае што значи природен изборен праг, тоа значи ако се 120 поделено, односно 100 поделено со 120, тоа е некаде околу 0,83%, значи партија која би освоила 0,83% или теоретски да речеме На 1 милион излезени, 8 или 300. 8.500 гласа прилика треба да има една политичка партија, но никаде тие не велат дека еден или природниот праг или тука ја прекинуваме дискусијата. Не, велат дека се залагат за една изборна единица без праг. Точно, ние велиме ајде да дискутираме и да споредиме, да направиме компаративна анализа, да видиме зошто, да речеме, во Германија има 5%. Да видиме дали сме ние можеби покреативни и попаметни од германците. И да ставиме ние сега на хартија, да видиме зошто е, да речеме, во соседна Бугарија, еве, 4 или 5, мислам и таму дека беше. Ма која една евентуално од овие партии би можела да го прескокне тој праг? Нема, не велам јас дека тоа треба да биде. Советот на Европа е јасен, вели дека доке 3% треба да се има тој праг за влез во парламентот, све што е над 3 е премногу. Сега, ако го забележите парламентот во Германија, ќе видите дека има таму најчесто меѓу 4 и 6 политички партии. А кај нас, ако го видите парламентот, ќе видите дека имате 14-15 политички партии. Сега, дали сме ние по-демократи од германците? Дали сме ние покреативни од германците? Ами имаме толку партии и влегуваат во коалиции со вас поголемите партии. Па и да ги тргнеме коалициите, па имаме 5 групи на коалиции, 6 кои што се во парламентот. Така, повторно имаме такви. Да бидеме реални. Имаме Левица, имаме коалицијата на ВМРО, коалицијата на СДСМ, коалицијата предходна Алијанса Алтернатива и ДУИ. Повторно имаме 5 структури. И 3% е голем праг, предпоставам, за дел од тие партии, ќе бидат против. Тоа е предлогот на Советот на Европа. Има таму луѓе кои што се занимаваат со парламентарна демократија, сум се консултирал, лично сум разговарал, еве последно и со пресурката Силјановска зборувавме пред некој ден на оваа тема. Често знам така да зборувам со луѓе кои што ценам дека се добри познавачи за оваа тема и тоа беше дадено како податок. Тоа не значи дека е устав и дека ние треба да се држиме, но подготвени сме да разговараме. И за праг под 3%. Апсолутно да. Но не сте за опција една изборна единица без праг. Не го реков тоа, подготвени сме да седнеме и да ги судриме аргументите. Мислам дека откога ќе ги судриме тие аргументи, ќе дојдеме до решението. Кога требаше за локалните избори да има отворени листи, Васко. Истата група велеше отворени листи, демократија, полна им беше устата со критика кон ВМРО-ДПМН. Еден од подпредседателите на тие преговори рече, нормално се консултиравме како раководство, во ред отворени листи. И тие избега. Ама чекате сега како отворени листи, па нема никој да влезе, па како сега не иде таа работа така, па чекате бре луѓе, нели вие бевте за отворени. Проблемот во нашата домашна политика е што работиве пазарџиски се разгледуваат од денес утре и на ситни политиканства ние водиме политиката. Ако се отвора овој пакет на прашање поврзани со изборниот систем, со изборните правила, подготвен ли сте да се откажете од дел од оваа стартна предност што им ја дава законот на 4 најголеми партии? Бидејќи има големи приговори околу тоа, па да речеме на избори е времето кое што го добиваат за рекламирање на медиумите и тоа платено од државниот буџет. Подготвени сме за све да разговараме. Буквално за све сме подготвени да разговараме. Немам јас никаков проблем да разговарам за све. Никаков проблем. А се согласувате ли дека тоа од некакви базични демократски
принципи е проблематично, дека 4 партии добиваат огромна стартна Тие предност. измени се прифатени и одобрени од ОПСЕ. Дали сега ние се согласуваме дека ОПСЕ не знае што одобрил? И дека ОПСЕ не се знае работата? Јас не се согласувам. Сега не сум нема да бидам прецизен, не знам, но оваа големата промена околу финансирањето не знам дали одеше претходно на ревизија. Апсолутно да. Ништо не е правено без... Нешто носевте преку ноќ, не сум сигурен точно што беше тоа. Не, сега да не растураме не, пердуви, јас не сум сигурен. Ваша и да не ги растураме пердувите. Еве јас ви ја кажувам вистината, бидејќи сум бил учесник, се е во консултација со релевантни и меѓународни институции. Ништо не беше направено преку ноќ. Тоа исто сега како да кажеме зошто имаме, не знам, лабористи и конзервативци само или републиканци и демократи. Состојбата е таква каде што ние мораме да седнеме и принципиално да се договориме. Можеме ние да ги менуваме позициите денес утре. Ние мораме да видиме што и како ќе ја гледаме Македонија во наследните 15-20 години. Ако ние денеска разговараме на една тема, а таа тема утре биде поинаку измоделирана од определени политички структури, тогаш забодиева сме се и ние, но и граѓаните сме ги оптоварувале со нашите ситни политички недоразбирања. Сакам да ве прашам за една тема за која што не бевте многу прашуван јавно, а на некој начин ја тангира ВМРО ДПМН. Тоа е случајот со купопродажбата на земјиште за потребите на на електрани за изградба на фотоволтаични централи. Веројатно сте запознаен со тоа дека има примери низ државата во кои што се инволвирани луѓе кои што можам да кажам, речиси сите имаат некаков бекграунд поврзан со вашата партија. Станува збор за ситуации во кои што е продавано земјиште на електрани за многукратно поскапи цени отколку пазарните или оние што општините ги процениле за пазарни, цените на кои што е плаќан данок, а велам при тоа се инволвирани луѓе од ВМРО ДПМН. Еден од инволвираните од Делчево е и член на вашето обезбедување. Вие сте се интересирале малку подлабоко за тој случај? Јавноста го запозна на денот на гласањето на недоверба на владата. Да, најпрво не постои такво лице кој што е дел од моето обезбедување. Тоа е повторно лага. Сега вака вие излеговте со тврдење, ке треба да се повлечете сега од ова тврдење. Мислам дека има јасни траги кои што го покажуваат тоа, фотографии од лицето како е дел од вашиот потесен и поширок периметар на обезбедување. Мислам дека ќе треба да се повлечете после емисијата од ова тврдење. Но добро, тоа оставам на вашата чест. И јас ја охрабрив јавноста и обвинителството и органите на прогон до детали да го истражат овој случај, кој што вие го кажавте, и за секој оној кој што се огрешил пред законот да одговара. Меѓутоа, во тие фирми кои што работат со на електрани, да не наидеме на фирма во која што порано бил собственик сегашниот премиер. Да не се судриме со таков податок. Во луѓето кои што ги продавале парцелите да не најдеме повеќе блиски на СДСМ. Па тогаш да биде поинаку завртена. До сега таква информација се нема појавена. Еве јас ви ја давам, истражете го тоа. Еве истражете го тоа. Кој го снабдува на електрани со опремата која што ја инсталираат како фотоволтаични централи во Македонија, со кои компании има договор склучен. Еве истражете. Ова е друго прашање. Ова е сосема друго јас за кое што ви зборувам. Па друго 40 пати поскапо продавано земјиште од реално пазарно. Еве проверете ги сите собственици на земјиште од кој што е купено, дали да не излезат многу повеќе блиски на СДСМ колку на ВМРО. Ако имате такви сознанија и должите на јавноста да ги соопштите. Јас ги охрабрувам на која јавност? На Македон, па ги делот тие ги обзнанивме. Но кога ќе се слободи обвинителството и судството од лабоката држава на СДСМ, Зоран Заев и други, тогаш ќе бидат процесуирани во органите. Но овие заробениве кои што сега го напаѓаат ВМРО, вакви како што се Русковска и останати, слободно ги охрабрувам. Слободно. Од првата точка, голема буква, до последната точка, да го истражат случајот и да излезат со јасен став во јавност. Да не излезе после како со теретаната која се извинува, да не излезе како за нешто друго што се извинува и така натаму. Јас сум навикнат да бидам предмет на лаги и напади кои што се таргетирани лично од мене од страна на СДСМ. Но еве ги охрабрувам и ги замолувам, еве пред јавноста, да излезат и тоа ако може час поскоро. И ако има кривично дело,
одма да биде истото процесуирано. Добро, ќе видиме, да, има таму некој случај, предистрага се води, за сега е на ниво на предистрага, ниту органите не сакаат многу детали да кажуваат. Не, знаете сега, не е така едноставно, затоа што ако е предистрага, прашањето е од каде јавноста знае за предистрагата. Дали е тоа етички да знае јавноста за предистрагата, па уште истите да се обојуваат и да се кажуваат дека се блиски со ВМРО ДПМН. Па се оди чекор понатаму се дава една целосна невистина дека дел од моето обезбедување бил еден од тие кои што е инволвиран во случајот. Не е честно. Уште една тема сакам да отвориме за крај, тоа се ред, јас сум навикнат на такви напади. Тоа се односите со колку тие Бугарија. Ние повисоко одиме. Дали би се согласиле со впишување на бугарите во преамбулата на Уставот? И за тоа имаме став и сум го повторил во неколку наврати да го почитуваме правилото на реципроцитет. Од страна на бугарите пак велат дека нивниот устав не е како нашиот, бидејќи тој не третирал колективни права, туку третирал само индивидуални права за разлика од нашиот и така натаму. Вчера гледав една емисија на телевизија тука, во која што имаше представник од Омо Илинден Пирин и еден од ГДУ Граѓанска демократска унија, кои што се декларираат себе си како дел од македонските бугари овдека во Македонија. И овој едниот му вика на другиот: "Добре, јас сум македонец кој што живее во Пиринска Македонија, кој што е дел од независна држава Бугарија." Му веле: "Ја немам против да вие како бугари што се чувствувате македонски бугари бидете дел од уставот. Но зошто вие имате против ние како македонци да бидеме дел од бугарскиот устав?" И му вели: "Ајде заедно да се бориме. Јас ќе ви помагам за вие во Македонија да бидете дел од македонскиот устав, а вие помогнете ми да бидам дел од бугарскиот устав." Или барем една, Васко, од оние 5-16 пресуди од ЕСЧП, Европскиот суд за човекови права Страсбур, или декларација која што има донесено Европскиот парламент, бугарската влада нека ја имплементира. При тоа во животот, знаете, само погрешно се интерпретираат, извинете, тие дека биле за признавање на македонско малцинство. Таму не се за тоа пресудите. Ние зборуваме за права на група. Не зборуваме за признавање на македонско малцинство, ние зборуваме за права која што една група културно да се организира, духовно да се организира, политички, општествено и така натаму. Јасни се пресудите. Но суштината е зошто тоа никој не го прави во животот. Почитувањето се заслужува, довербата се гради, тоа е двонасочна улица. Не е само давање, треба и нешто и да земете во животот. Сега ние само да даваме. Па некој нека покаже барем малку лидерство. Еве, соседна Бугарија нека покаже и владата таму лидерство и председателот да каже: "Еве, добро, ние оваа отстапка, ако се смета за отстапка, иако е елементарно цивилизирано право, ќе ја исполниме." Могу кажавте тоа на Петков? Па ние дадовме во соопштението една реченица која што во принцип го објаснува час и 15 минутниот разговор, бидејќи зборувавме внатре тоа што го зборувавме да не се рефлектира во јавноста, било дипломатски и некултурно, но во соопштението кажавме дека и после состанокот позициите на ВМРО ДПМН се исти како и пред состанокот, односно дека македонскиот јазик е македонски, дека ние сме македонци кои што си имаат своја традиција, култура, обичаи различни од бугарските, дека Гоце Делчев е македонец, дека Илинденското восстание е восстание на македонскиот народ заедно со сограѓаните кои што биле турци, албанци, власи и така натаму и така натаму. Добро, времето истече, мислам дека имавме интересен разговор. Гледачите ќе кажат. Да, благодарам што бевте дел од 360 степени. Ви благодарам на можноста. Реклами па саботажа. Постојат најразлични начини на кои се дефинираат односите во македонско-бугарската мелодрама. Но нема ништо поспецифично од нивното одредување како церемонија на венчавање, ама со краток здив, со меден месец кој не трае подолго од мандатот на избраниците, кои на првата пречка го раскинуваат бракот. Ова е на некој начин четврта свадба со иста невеста,
со исти сватови, помеѓу Македонија и Бугарија. Точно е дека имаше неколку свадби, меѓутоа оваа свадба мислам дека е различна по значајното присуство на кумот, би рекол, а тоа е меѓународниот фактор. За вистината на волја. За волја на вистината, веројатно поради короната се кумувало онлайн, но една од разликите е што на манифестацијата после неколку учества можеше да се забележи отсуството на еден од старосватовите, кој покрај кумот е сведок, потписник на официјалниот документ. Од него се откажаа сите, па дури и оние кои велат дека им се приближува. Па јас би рекол дека тој се согласува со моите позиции, бидејќи би било можеби малце непретенциозно ако кажам дека многу пред него го зборував тоа. За жал тој кога требаше да биде гласен молчеше, а сега кога треба да молчи е многу гласен. За вистината на волја. За волја на вистината, во желбата да се дисквалификуваат луѓето, се разбира се мисли на кадрите кои доаѓаат од одредена територија. Веројатно не треба да се изумим, мора да се има предвид фактот дека дури и соговорникот, кому му е посветен пеналот, доаѓа баш од таму, од каде излегува сето зло во државата. Шефот на комисијата Драги Георгиев, кој што инаку случајно, нели, е од селото Муртин, од каде што доаѓа и поранешниот Не, тој е од Струмица. Добро, Струмица потеклото му од Муртино и од Струмица, доволно е од Струмица, нели? За вистината на волја. За волја на вистината, светот не се занимава со Ново Коњарево, кој исто така е струмичко, туку со Донбас, Днепропетровск, со Киев. Секој прави проценка за развојот на настаните, па дури и оние кои ретко погодуваат, ама бидејќи однапред си имаат фатено јасна страна, си настапуваат како навивачи. НАТО ќе биде ликвидиран, тоа да ти биде јасно. Ќе се распадне, Столтенберг ќе биде последен шеф. Америка ја не знам како, дали ќе се цепка на 50 држави или на две половини, што ќе прави до прва, после тоа ќе видиме. За вистината на волја. И на крајот, за волја на вистината и останатите љубители на Евроазија, чија политичка мантра сакаат да биде интерпретирана како суверенистичка, покрај идеализирањето на Путин, Лепен, Рон Пол и ним сличните, подготвени се да направат се за Македонија да добие свој вистински лидер, водач за иднината. Не, вика Гадафи бил диктатор. Па ви уништен резон. Камо стрека да имаме таков диктатор? Вас ви уништен резон. Амблок да му даеме подршка за наредните 200 години да не го. Вас ви е уништен комплетно здравиот резон. За вистината на волја. За волја на вистината, сепак е од исклучителна важност да се зачува здравиот разум. Толку за вечерва. Се гледаме в понеделникот 22.